Овде до мене Миле Кузмановски веќе го препознавте, сигурно мене нема знаете толку што го знаете него, инаку да кажем на самиот почеток и добро дојде во Струмица. Добро ти, најдоброто, фала ти на поканата и да ги поздравиме и твоите гледачи. Во Струмица, колку време немаш доедно? Еве, реално те прашувам, знам дека мислам професионално. Па, Немаш некој... оваа година прв пат сум овде, направив пауза некои 3-4 месеци. Што туку почна? Да, у новата година 2016 прв пат, сега Струмица, пред тоа мислам дека негде ноември, така нешто беше. Значи било е за брзо. За кратко. Зошто јас немав видено некој посебно така евент, па затоа те прашувам, па да видам дали Струмичани го заборавија овој човек. Не, се надевам не. Ако мене ме заборават, сигурно песните нема да ги заборават. Тоа што сме го сработиле уназад овие 20 години. 5-6 години, 25-6 и повеќе, да. Па повеќе со 20. 2010 беше јубилеен 20 години кариера, сега сме 14-та, 16-та, пардон. Имаме. Значи, доста искуство на естрадата. Километража. Има доста километража. Ајде одно клише прашање на почеток ме интересира. Како е ти ја доживува Струмица, како ти се допаѓа Струмица? Струmiца е еден град кој што ме потсеќа на Медитеранот, баш кај е блиску, нели до... Тоа ми го имат, кажа некои други луѓе, дека мирисало на море. Мириса. Струmiца е у принцип убав град. Има убав живот, ноќен поготово. Добро, работите малку се сменет. Сега може би променети, порано било многу побаво, но и сега гледам дека народот е насмен, развижен и мислам дека е град во Македонија кој што се разликува од оние другите, каде што јас патувам, нели секој си има свое обележје. Овдека знам дека кафето, пиењето у чаршија, нели, добро, не сме како битолчени, морам да признам. Добро, но пак има денска шема. Има денска шема. Ќе знаеме како. Тоа е некоја традиција оставена на широк сокак, да. Кога зборуваш нели со луѓето овде во Струмица, почна и тоа да случува веќе овде кај нас како некој тренд, а да доаѓаат дотерани, костумосани, девојките на шминкани во сукни, да. Така во Битола беше постојано уште пред многу години, јас кога бев студент пред 150 години, за кога бев студент. И така беше тогаш таму, а сега почна тоа веќе некако да се еволуира и овде. Како традиција и тоа е убаво. Имаш некаде денски настапувано еве вака. Денски порано. Порано имаше повеќе денска шема, сега имаше такви моменти, но порано имаше повеќе такви, сега нели модерно after work party што ги викаат. Тоа ние го правевме пред 20 години. За работа, after work party, тоа ми е интересно. Ние го правевме тоа у Скопје, у старата носталгија ресторан. Имаше и денска музика и навечер, така да 24 сата музика имаше кафаната и беше една единствена и наистина беше интересна. Но народ имаше секогаш. Постои уште тоа? Сега не. Сега е затворена, таа има постои нова, друга носталгија. Е отворена, да, таа старата мислам дека и ја руше или нешто друго, таму постои веќе не знам што е. Во тие 25 години еве на естрадата се случија доста турбуленции, фестивалите веќе го изгубија квалитетот на цело, не е тоа што беше порано, како што знаеме кога Македонија се осамостои, кога имавме доста квалитетни песни, evergreen кои остана и еве твојата песна пред се. Таа е последниот воз излега го фати, таа е 2000-та година. До таа година некако и фестивалите важеа. Не те викаат Миле не канеме, така? Па да, добро, лична карта е, таа е обележјето мое на мојата кариера, нели секој пејач има една барем која што е препознатлив, одма да му текне на човек која песна ја испеал. Фестивалите некако ни јас одамна немам настапено на фестивал, лани последен пат или преклани бев на Цветници. И реков дека не ми треба повеќе тоа, дека некако музиката е претерано клише како едно исто нешто. Некако недостаток на идеи. Недостаток на идеи. Чисто да се реализира, да постои, да се сними. Јас на пример не сум за тоа. Ако немам идеја, нема да снимам една година цела ништо. Многу излегува пејачи, многу пејачи имаат добри позадини. Да, па добро, можеби и тоа е истиот клучен момент кој што знае да ја расипе фелата. Нели, она, барем оние
10-20 луѓе кои што на вистина квалитетно е работат оваа работа. Има такви млади, јас па сакам млади луѓе, ама талентирани млади. Искрен да бидам, не ми оставиле, барем едно, викам, од овие млади деца да ми остави впечаток, да ми, да кажам, браво, знаеш. За жал е така, се надевам дека нешто ќе се промени. Ама мора, пак ќе кажам, мора да се размислува малку помодерно во музиката. И тоа што кажавме, идеите се многу битни. Мелодиската линија, да е, мора да се доближиме и до младиот човек, иначе како би, затоа што публиката се менува, нели? Да. Овие се потенцијални, младите се потенцијални слушатели на нашата музика. Веќе оние повозрасните, нашите родители, тие веќе не ни излегуваат, ни душетаат, ниту да, он ќе гледа телевизија, но на настап нема да ти дојде или, знаеш, веќе е уморен, годините го згазиле. Овие млади луѓе мислам дека треба да се анимираат малку повеќе и да се прави квалитетна музика, дефинитивно. Имаше една интересна изведен мој другар, ево за твојата антологиска "Не каниме", вели како бе Тоше Проевски не ја испеа таа песна "Не каниме", да ја слушнеме од него, како тој ќе го направи? Ја има испеано и Тоше. Ја има на една веселба така се на снимка, меѓутоа чисто така да има цела. Да. Јас и Тоше, сега е многу глупо од оваа дистанца, сум го кажал често пати, многу живеевме и се почитувавме. Онија сакаше неверојатно многу "Не каниме". Само што ја испеав на Цветници, ми се јави и ми кажува дека е прекрасна песна, му се допаднала многу и така натаму. 2000 година ги собира сите награди и веќе тргна песната. Сама по себе некако, не знам. Споти направивме и сама тргна некако по кафаните, почна да се свири, да се слуша, да се ова. И стана евергрин еден, кој што се надевам и по мојата смрт ќе остане. Па се надевам некој друг ќе види аер, ќе ја пресними, па нека живее и понатаму. Да биде достоен да ја отпее. Па да, би било добро да е така. Зашто? Не ги заштитуваш песните, баш во оној нефункционален дел, кога правевме моабет, немаш, например, некоја продукција која што ги штити твоите права? Нема интерес. Оде се уште не сум замп, не сум автор јас сум само изведувач. Има многу држави кај што сум бил. Еве има Австралија, ќе ти кажам пример, ја пуштат "Не каниме" на државно радио, јас бев гостин. И се враќам јас од Австралија и на авториве дома им стасува по $50 банкнота. Дека пошто тој ме прашува таму кој е автор, јас ги кажувам авторите, а тие мрежи се врзани низ цел свет. Нели, тоа е нешто како инсталирано. Инсталиран. Сега кај нас требаше да дојде тој, значи еден компјутерски систем веќе треба да го, ама не е почнат со работа. Значи еден компјутерски систем, сите телевизии, сите радија и сите оние кои што зрачат во етер се врзани таму и знаеш во секој момент каде си пуштен, колку пати си пуштен и тоа ќе биде честна распределба на средствата. Нели? Ако си пуштен, зависи колку те пуштиле. Во Македонија нема ништо честно. Ако треба така, ако ја направат работата, ќе форсираат некој. Видиш и тоа е, да. Јас истото го велам. Ќе се најде некој, овој му е Вујко, овој му е Петко, па ќе пиши само тоа и така некоја песна која нема благе везе, а секој ден ќе ја слушаш, знаеш. И тоа не е во ред, ама добро, ајде нека тргне од некаде, не знам. Еве, ги спомнав во претходниот мојот правевме за пејачите, за македонците кои што еве се појавуваат, дека имаме доста пејачи кои што се појавени на фестивалите. Меѓутоа тие реални шоа кои што се појави еве од нашите соседни земји покажа дека ние на вистина имаме огромен потенцијал на млади пејачи, меѓутоа нема каде да се покажат. И се гледа дека еве еден што беше на X Factor, Даниел Кајмаковски има настапување на Охридски фестивал, меѓутоа никој нема ја слуша
слушал песната на човекот. Исто така Ален Хасановиќ, еве се појави дето страшен потенцијал исто така. Па ги имаш, ајде да не ги набројам, Филип Божиновски и така. Да, доста квалитетни пејачи, меѓутоа еве за жал видовме дека ние не си го гледаме нашето, туку го гледаме тугито на тој начин, тука ги спознаваме квалитет. Сега вакви избори, нели, секаде ги има и премногу ги има по мене. Да, веќе претера, почна да се делат па пинкови. И еве ако вака размислиш, меѓутоа еве гледаме што гледа публиката, што сака народот. Народот сака шоу. Едноставно тоа им е интересно, друга понуда нема, но јас од тие деца кажи ми едно кое што продолжи понатаму и кое што направи кариера. Добро, еве тие се Владко Лозановски. Лозано. На нашо шоу се проби. Добро, тоа и тоа веќе тогаш јас бев во жири, и јас бев во жири тогаш, Лозано кога победи. Тоа беше на Вучич проект кој што навистина беше добар. Од таму излегоа и Лозано, и Илиевски, Дарко, од таму излезе. И него го снема веќе, го нема. А сакам да ти кажам, еве, Лозано е единствениот кој што направил кариера. Ова другото инстант во моментот во жижата познато момчето се, а зборуваме сега за овие моменти уназад. Да, беше на М2, но тоа беше у почетокот, пред годиништа. Зборувам за сега овие, нели, пинкови звезди, вакви звезди, онакви звезди. Да, се добро нашиве деца ќе дојдат до некаде до ова и тука завршува се. Знаеш кај е проблематиката? Имаш и момци кои што можат да го носат, така е, и едно тоа е, друго скап спорт е овој нашиот. Еден спот е... Значи, спот му треба прво добра песна. Страшна продукција. Нели? Продукција му треба. Кој ќе отиде кај продуцент, кај било кој, по мене добра песна, кој ќе нарача кај еминентни автори, таа ќе сигурно ќе чини 2 до 3.000 евра. И спотот уште 2-3.000. А то детенце нема, уште не заработило за да може да плати. Сега ако има некој родител кој што е, нели, ајде ќе вложувам, а каде ќе ги врати па после тие пари? Нели, во нашиот пазар е мал. Многу е мал. И што ќе си направи со една песна? Ништо не си направил. Може и да не помине, нели? И мораш ново, пошле пак ново и така натаму. Ние имавме среќа, пак фатив некој период оној поубавиот за музика која беше. Кога и се почитуваше музиката. Так, имаше музика, знаеш, кај да се завртиш, имаше кај да свириш, да пееш, имаше моменти многу. И некако мачно, да, но се воре, направив, ги броев некој ден 9 албуми, 3 DVD-а од концерти и уште песни кои што не се ставени, дојдов до бројка негде околу 120 снимки. Значи тоа е работа, не е играчка. Сега па, знаеш како, многу студија. Не знаеш кај кого да се обратиш. Сите снимаат, сите све знаат, све. А мислам дека и затоа имаме ваква импровизација во музиката. Значи, дефинитивно може да се каже дека премногу избор, а ни еден квалитет. Квалитетот го нема, само квантитет имаш. Само квантитет. А секој кој успел да дојде до пари и собрал пари да направи студио и мисли дека знае да работи. А оно треба да има и квалитет и квантитет за да исплива нели квалитетот на површина. Ама кај нас некако порано се знаеш кај многу е се на како се да е на куп, на исто рамниште. И мислам дека ова ќе потрае вака. Не гледам дека нешто ќе се промени, за жал. Овие од соседството не убија. Значи, продукцијски работат многу, прават песни многу. И Бугарија. Сите, каде да се завртиш околу. Значи, земи една Босна која што најтешко помина во војниве, нели? Да. Па гледаш преполна сала, концерт Халид Бешлич. Преполна. Гледаш стадион, Кошево полно, Сараевскиот. Го гледаш, значи си го сакаат својата музика, си го сакаат својот артист. Ние имаме проблем еден, изгледа поголем, ама тоа не од сега, одамна е, така е. Малку не се сакаме. Најмали сме, а нај Не се сакаме, за жал е така. И мислам дека, ако продолжиме вака, дека музиката ќе ја снема.
И нас нема, не само музика, така што е тренато. Ајде да не влегувам во такви длабуки, да, ептен, па ќе ги исплашиме гледачите. Затоа сме ние тука, па еве ќе снимаме, ќе се мачиме за да го држиме некако, не знам. Вие веќе докажаните изведувачи. Да, Evergreen пејачи ќе останат, остајле сите тие по некој белек. Него пак ќе се вратиме на младиве. Не се враќаат нивните песни. Гледаш што се случува. Да. Таа песната што беше од Мене тоа ме плаши дека ги враќаме старите песни сега од фестиваливе. Мене тоа мене ми кажува нешто друго. Значи мене повторно ми кажува нешто. Дека немаме идеја, дека сме без идеја, дека пак ги враќаме старите моменти. Генерациите моменти ги слушаат старите. А овие па соседиве се качија на месечина и се вратија со звук 2 пати, се качија отидоа, ние сме уште тука тапкаме. Не тапкаме, дека и се враќаме. Уште сме, да, секоја чест на старите песни. Немам ништо против, ги пеам, ги сакам и така, ама мораме да даеме нешто ново. Евто Попиновски го воскресна човекот со неговите песни. И како беше Ибуш, исто така, тој беше заборен, Розо моја, и таа се воскресна песна и така. Без разлика. Еве сега има нешто ново кај вас, тоа е едно дуо кој што слушнав со нашиот стромиченец Жика. Жика поранешниот басист, еве да кажем на Браво Бенд, така го знаат, тоа му беше остана така. Одамна имаше он идеја да сними сакаше со мене еден дует и сега веќе готова е песната. Па чекаме да влеземе денови, ми каже дека вторник некаде ќе оди во студио да се насними материјал во Скопје ќе е во Анастасија. Кај наш пријател Љупче. Аранжман текст. Текстот е чинам на без разлика, значи мислам дека да не е некој од вас. Не, на Моротов е музиката, аранжманот ќе го прават најверојатно заеднички и Моротов и Буби и овој и Жика, пошто сите се добри музичари, ќе таа работа ќе имат. А на Елвир Мехич е текстот. Елвир Мехич, да. Да не е некој од оние субвенции. Не, ова е нарачка, Жика му се јавил и ја го направил текстот. Па ајде да видиме, ќе ја снимиме, па ќе чуеме, ќе видиме што сме направи. Па нема уште име, не сме ја крстиле уште, ќе видиме. Спојов и сака Жика да направиме и видеозапис убав и така, ќе направиме се, да спакуваме, па да чуеме, па ќе кажете вие после дали е добро или не. Нормално, кога ќе биде се направено, кога ќе излезе во етер, тогаш ќе видиме дали е добро. Јас сакам да ја чујам прво наснимена матрицата, да ја чујам, да видам како звучи тоа. И јас и тој ќе треба да влеземе денови во студио да ја снимиме, па ќе. А вие нешто така посебно сам нешто да спремате некој нов? Па лани извадив ново CD. Сега некоја нова песна се спрема нова песна, така излезе. Не. Што вака зборувавме така во Македонија, онака во. Нема врска, секој на 2 години вадам ново CD и ново DVD од концертите од Универзална. И овој пат извадив, направив 8 спота. Крал без круни. Кралот е исто, се врти, да, остана и таа добра. Видиш, луѓето препознаваат квалитетна музика. Затоа реков, мора да се размислува малку подлабоко. Да не се прави само... Не само колку да направиш песна, еве снимив песна. Не, ако треба година дена не снимај ништо, чекај го прави од момент добра песна. Како прават големите групи, еве Металика, Rolling Stones, нема по него години, па се враќаат на една со... Види, нив е многу лесно. Стинг, например. Стинг, вика ќе се затворам у планина, у неговото студио, 4 години, вика го спремаме албумот. Ама Стинг не се замара со моментот финансии. Дали ќе треба да настапува овде во Струмица. Стинг, неговите авторски права, тантиеми и изведувачки права, се милиони во прашање. И тој е релаксиран. Тој размислува само креативно на музиката. Не се замара со другиот живот. Се затвара у планина во неговото се, тоа е друга димензија е тоа. Ама затоа се креативни. Кога човек е креативен, кога е растеретен. Да, човек е креативен кога има веќе пари и тоа е се растеретен. Растеретен е има од кој да има квалитетен живот и он е веќе креативен. Единствена работа му е да направи нешто што треба да направи. Подвик му е да направи добра песна за да таа се слуша и таа да му донесе повторно
Добро, Фидбек. ние велиме дека во Македонија се надеваме дека се сменат времењата и постојано се тоа се зборува веќе колку 20 години, 25 години ќе се сменат, ќе се Ние ќе мораме да се промениме како луѓе, да малку повеќе се сакаме, да го почитуваме тоа што го имаме и да го сочуваме тоа што го имаме. Се надевам дека така и ќе биде. А не Да. само да останеме на збор. Така е. Да реализираме тоа. Ти благодарам, Фала ти, не е таман работа, чест и задоволство ми беше. Фала ти на поканата, се надевам дека ќе се видиме и следен пат. Во најбрзо време. Океј. Со нешто ново. Секако, И ќе секако. го промовирам. Секако. Во емисијата. Секако. Благодарам. Фала ти многу. Јас сум Миле Кузмановски, а ние се гледаме на некој шанк во Звездениот град.